Активисти на движењето Десница и партијата Трета утринава во двата правци го блокираа патот Штип-Миладиновци кај населбата Тричешми. Протестантите бараа безусловно прекинување на преговорите со Бугарија како историски штетни за националните интереси. Погубни се, не е мал зборот штета, затоа што ова е конечно решение. Ако ја знаете декларацијата во бугарскиот парламент што е изгласана, мислам сите гласале, нема никој против. А таа декларација е погубна за македонскиот народ, може да се каже и за АСНОМ, нашиот темелен документ кој е депониран во Обединените нации, врз кој е изградена оваа држава, затоа што не е 44-та, а во декларацијата на бугарскиот парламент ништо не важи пред 45-та година, што значи дека ова е повеќе од погубно за македонскиот народ како мнозински народ во оваа држава. Блокада денес предизвика внимание, но и последици по учесниците во сообраќајот, поготово за транспортерите и бизнис секторот. Зошто бизнисот да трпи последици поради политички ставови? Бизнисот е тој кој е мотор на овој систем. Бизнисот е тој кој овозможува да функционира овој систем. Бизнисот е тој кој ги собира сите овие даноци, бизнисот е тој кој дели пари со политичарите благодарение на оваа прескапа држава од 4,7 милиарди евра, делат тендери и така натаму, а тие се некаква си економска елита, што не е точно. Они поддржуваат ваков фашистички проект и се додека тие чорбаджи, да ги кажам, не се спротивстават на оваа политика, оваа држава може комплетно и економски и политички да застане, да не функционира, да пропадне. Освен на евентуален договор со Бугарија, Палевски се спротивстави и на преспанскиот договор кој одамна е завршена работа. Дали Палевски слушнал за изјавата на Бајден во врска со оние кој овој договор не го почитуваат? Тој излапен Бајден, може да го поздравам, заборел, толку е излапен што заборел бугарскиот договор да го стави во извршната наредба, така го поздравувам, не сум ја прекршил.